Замрзнувањето на цените на овошјето и зеленчукот требаше да се случат уште во јануари, реагираат земјоделците, оценувајќи оваа владина мерка за задоцнета. Значи, сета таа мерка е задоцнена, каде што требаше во јануари и февруари да ја поднесете таа мерка, процено производство е веќе многу скап. Зошто државата не ги замрзна цените на репроматеријалите? Добро. Зошто државата не ја замрзна нафтата за земјоделците, кои се во процес на производство? Зошто државата не ги замрзна тие дрвјата кои ги греат овие пластеници за оваа производство сега да биде? Значи, сето тоа е резултат на непрофитабилно и нерентабилно земјоделство со овие замрзнати цени. 1 килограм домат, за да го произведеше 90 денари сега. Под услови, под контрола. Контролирани услови. Да. Значи, за жал, тоа требаше да се случи во јануари. Ова е Смета Памуков, последната агрофабрика од домашното производство на зеленчук и овошје. Еве што треба владата да направи истата да остане ликвидна како таква. Треба државата да размислува во процено производство, да направа проценка на колку чине процено производство на еден домат во контролирани услови. Колку пари е? Па за тоа да ги замрзне цените. А сега кога нашето производство излева, они замрзнуваат цене. За жал е лош потек. Мислам дека јас како земјоделец и како претседател на подсекторската група градинарство во Министерство за земјоделие, овој потек не се согласувам да го прават сега, они го направија. Еве сега нека мислат за наредната година колку има рентабилност за земјоделие и колку има земјоделци. Владината одлука за замрзнување на цените на 11 производи од овошје и зеленчук ќе трае 25 денови, поточно од 5 до 30 овој месец.